Ако некој намерно вработувал трудници само за да се земат надоместоци од фондот без реален работен однос, дали може да се смета за злоупотреба? И во тој момент како излез решени се појавија трудниците. Меѓутоа, Буквално на оглас ги баравте? Не. Први се појавија сами од наши пријатели, кои знам понајде комшија, дај мојево дете, нека сам ќе си плеќам придонеси, само да дојди до породилно боледување. Никаде, ама никаде во законот не стои одредба која забранува на работникот да прави што сака со својата плата. Тој може истата да ја запали, подари, фрли и тоа е негова одлука затоа што парите се негови. Тоа што обвинетиот Боризовски се договарал дел од парите на трудниците да се делат не е кривично дело и не крши ниту една законска норма. Сега фондот предлага низ мерки со кои би се избегнале евентуалните злоупотреби со породилните отсуства. Ако некој намерно вработувал трудници само за да се земат надоместоци од фондот без реален работен однос, дали може да се смета за злоупотреба? И во тој момент како излез решени се појавија трудниците. Меѓутоа, Буквално на оглас ги баравте? Не. Први се појавија сами од наши пријатели, кои знам понајде комшија, дај мојево дете, нека сам ќе си плеќам придонеси, само да дојди до породилно боледување. Никаде, ама никаде во законот не стои одредба која забранува на работникот да прави што сака со својата плата. Тој може истата да ја запали, подари, фрли и тоа е негова одлука затоа што парите се негови. Тоа што обвинетиот Боризовски се договарал дел од парите на трудниците да се делат не е кривично дело и не крши ниту една законска норма. Сега фондот предлага низ мерки со кои би се избегнале евентуалните злоупотреби со породилните отсуства.